Како што кажав и пред патувањето во Естонија, исто и сега ќе кажам, прво на сите сакам да ви посакам здравје, да бидеме здрави, живи и да искочиме сите негативни како пред тоа патување во Естонија. Што се однесува до организацијата, мислам дека малку отиде на повисоко ниво со тој чартер лет, што ќе ни биде многу олеснителна околност, затоа што нема да менјаме аеродроми, нема да биде патувањето 24 часовно, еден, втор, трет аеродром, кај што ризикот од да се заразиме малку поголем него вака сега. Се надевам дека ќе дојдеме сите здрави живи до предпатувањето, ќе направиме добри тренизи, добри подготовки, па понатака здраве Боже. Не пишано правило во спортот е секој што се прават некои математики дека не искачало како што треба крајниот резултат. Така да ние од првиот надпревар со Италија па до последниот со Естонија на сите ќе бидеме подготвено максимално, на сите ќе влеземе максимално подготвени. Па здраве Боже, ако добиеме еден од првите три надпревари, првиот, вториот, без разлика кој да биде, тогаш више може да правиме некои калкулации, да одмориме, да бидеме посвежи за тој последен надпревар со Естонија, но пак ќе кажам, не зависи се од нас, затоа што може и Естонија да изненади некој од Италија, од Русија, па математиките достанат само математики на крајот. Со Вајли више се запознавме и мислам дека добро се знаеме, беше со нас во тој балон во Естонија, исто и на него му посакувам да дојде здрав, прав, да видиме колку ќе биде спремен за тоа што знаеме што се деси ситуацијата со Гран Канарија. Имаме 10 дена период кај што пак ќе работиме заедно, уште подобро ќе се запознаеме, дечкото е феноменален, како личност, како и играч, ќе ни биде многу од голема помош. Тео, за него е најдобро за почеток што е тука. За играње, мислам дека нема да има некој поголем простор, но најбитно е да биде тука за тоа што реално од високиви играчи, млади категории што се, он одскокнува и дека ова ќе му биде више некоја лекција постепена за во годините што следуваат понатака, да дојде да биде и дај Боже лидер на националниот тим. Ќе се повторам дека треба максимално да се подготвиме овие 10-12 дена колку што имаме. Олеснителна околност е организацијата што возможи Федерација Чартерлет, што ќе бидеме одморени во Перм. Имаме и таму 4-5 дена да се спремаме. Секој надпревар ќе биде приказна сам за себе. Одиме подготвени до секој надпревар. Пак ќе кажам, математики нема да правиме, барем мислам дека сите размислуваат исто како мене. Ќе влеземе максимално. Јас сум оптимист во секој поглед, дури и сум оптимист и за првиот надпревар уште со Италија, затоа што претходниот период не бевме комплетни, сите што бевме овие задни 7-8 години заедно, сега ќе бидеме комплетни, се надевам, и ќе дадеме максимум, на крајот ќе се радуваме сите заедно, дај Боже, на тоа европско првенство и тоа.